најнапред, како регионален директор на списанието European Times, во име на целиот тим, да ви се заблагодарам за присуството на овој настан, кој ќе одбележи промоцијата на специјалното издание на European Times за Република Македонија. Целта на ова издание, кој е во форма на економско-инвестицијски извештај, е да придонесе за дополнителна промоција на Република Македонија преку представување на можностите за инвестирање пред околу половина милион ексклузивни читатели од Европа и од светот. Како што некои од вас веќе знаат, ова публикација е производ на неколку месечна активност на проектниот тим на Македонија, при што јас како тим лидер на проектот би сакал да искористам оваа прилика и да го изразам моето задоволство од одличната соработка, големата мотивираност и максималната посветеност на сите заинтересирани страни. Дозволете ми најпрво да упатам посебна благодарност до спонзорите кои покажаа силно чувство за истакнување на сопствените силни страни и ја препознаа можноста од нивното презентирање со помош на еден ваков реномиран медиум. Преку профилите на нивните компании, тие имаат уникатна можност да се представат пред нивните нови потенцијални клиенти и партнери од Европа и од светот. Исто така, им изразувам благодарност и на представниците на владата, на општините и на бизнис секторот за нивниот придонес за успешна реализација на овој проект. Сега, почитувани, би сакал да го поканам господинот Бил Павлевски, министер за привлекување странски инвестиции, како представник од владата да се обрати пред присутните. Поведете, министр. Благодарам. Почитуван господин Чукайперс, почитувани дами и господа, имам голема чест и задоволство да го отворам најновото издание на European Times, посветено на Република Македонија. Со ова ново издание, 500.000 потенцијални инвеститори од Европа ќе бидат запознаети со изворените бизнис можности што ги нуди Република Македонија. Инвестирањето во производството во една од технолошко-индустриските развојни зони, каде што изворените фискални бенефиции и стручно образованата сила ја прават Република Македонија една од ретките дестинации за извршување бизнис, како што е назначено од Светската банка, Forbes Magazine, New York Times и сега The European Times. Покрај производството, исто така, се надевам дека барем дел од читателите на European Times би ги нашле поволните услови во земјоделството, туризмот, информатичката технологија, енергетскиот сектор и би инвестирале во дел од нив. European Times ви посакувам уште поголем успех со ова ново издание Република Македонија и се надевам нашата соработка ќе продолжи понатака. Благодарам. European Times постои 7 години и за многу кратко време успеа да се наметне како еден од водечките независни медиуми во Европа. Тој представува мост меѓу европските инвеститори и политичари со остатокот на деловниот свет. Дополнителната вредност на изданијата на European Times е фактот што информациите објавени во нив се перцепираат како објективни од страна на читателите, со што се зголемува можноста за подобра презентација на земјите пред потенцијалните странски инвеститори. Почитувани, ми представува чест да го најавам основачот на European Times, господинот Чукайперс. Thank you very much. I'm going to do the speech in English because my Macedonian is not yet fully up to par, but try me next year. First and foremost, I would like to thank all the sponsors. I would very much like to give my thanks to His Excellency, the Minister without Portfolio, and of course the Director of Invest in Macedonia, to help make this beautiful magazine on Macedonia a big success. I have to say, the first time I came to visit Macedonia was in the early 90s, and that gives immediately my age away, I guess. And I cannot tell you how astonished I am about the accomplishments made in Macedonia over the last 20 years. The beginning 90s, as I personally witnessed, because I then also visited Macedonia for a similar project, were not easy.
I was pretty shocked and amazed about people, the strength of the people, but also how the people withstood the challenges of the early 90s. Now I look around, I see beautiful buildings everywhere, I see great infrastructure, I see foreign investors, I see a developed banking system, and I see a very developed economy. If I compare the accomplishments with 20 years ago, that tells me something about the people. In the last 20 years, I've visited Macedonia on and off, but I have to say, during my last visit to Macedonia, that was 3 to 4 years ago, I even myself was very impressed by the quality of the labor force. So impressed that as of that time, we even began to hire people from Macedonia to work on our international team. On top of that, we decided actually to bring part of our research desk back to our Macedonian employees, because we felt that the quality of their work was so high and that the commitment and loyalty to the firm was unmatched. And those are qualities that are becoming rarer and rarer in the west of Europe. I'm not going to speak for too long, because I know that you're all looking at little nice snacks and a glass of wine. So I'm going to keep it short. I would just like to say it was a great pleasure producing this magazine, but this magazine is not where it stops. We put great value to the online presence of Macedonia. We've invested heavily in SEO, search engine optimization, in the last couple of years to make sure that if anybody is going to Google a company, and I challenge you to do so, from this magazine, you will come up among the first Google finds. And that will eternalize the impact of this publication. So you will continuously see European Times come up if people Google the companies in this magazine or Macedonia at all. I think I'm going to stop here. I would say it's my pleasure to be here in this beautiful environment. I'm amazed by the location, my compliments. And I would like to thank you all for showing up in these big numbers. Thank you very much. Како што можете да забележите, овој настан е организиран во соработка со Агенцијата за странски инвестиции и поддршка за извозот Инвест Македонија. Оваа агенција значително придонесува за промовирањето на Република Македонија како одлична бизнис дестинација. Ова издание на European Times се надоврзува со промотивните материјали на Инвест Македонија и истото би можело да се искористи на роудшоуто што ги организира агенцијата. Почитувани, би сакал да поканам господинот Бисер Фида, директор на Инвест Македонија. Почитувана екселенцијо, министр за странски инвестиции, почитувани градоначалници, стопанственици, почитувани представници на медиумите, дами и господа, за The European Times, како и за нивното специјално издание посветено на Република Македонија, веќе имавте прилика да слушнете и од Виктор и од господинот Чукајперс, директор на The European Times. Затоа јас ќе го прескокнам тој дел, но ќе кажам како ние гледаме на ова издание. Наше видување е дека имаме еден економско-инвестицијски извештај и едно сосема независно гледиште, припремено од независен медиум, читано специализирана публика, која преку текстовите што ги обработува ја представува Република Македонија до нова публика, а пак таа публика е и нашата целна група. Да се допре до 500.000 потенцијални инвеститори од Европа и да се информираат за потенцијалот за инвестирање во различни сектори во Република Македонија е нешто што со задоволство го поддржуваме. При тоа проектот е целосно финансиран од приватниот сектор. Главните активности на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, како на што ви е на сите впрочем познато, се привлекување на странските инвестиции и промоција на домашните производи. Една од алатките секако е промовирањето на поволната бизнес клима до потенцијалните инвеститори, затоа што Македонија има што да понуди и заслужува да се најде на мапите на идните инвеститори. Токму во овој дел, промоција и истакнување на силните страни и можностите, сме комплементарни со материјалот што го подноси European Times.
Затоа, ова издание ние со задоволство би можеле да го користиме и во нашите бизнес форуми и бизнес средби, или пак да ги упатиме заинтересираните страни да го погледнат. Тука е опфатен бизнес секторот, активности на различните министерства од економскиот сектор, агенции, како и на најуспешните компании од Република Македонија, кои самите по себе сведочат дека во Македонија има поволна бизнес клима. А тоа е оно што и ние самите на секој бизнес форум го говориме. Овој пат на своја иницијатива и The European Times го пренесе тоа преку своите едиторијали и интервјуа во ова специјално издание. Почитувани, ви благодарам што ни се придруживте во оваа промоција, а на The European Times им посакувам понатамошни успеси и уште побројна публика. Благодарам. Почитувани присутни, од моје име и од име на организаторите на овој настан, сакам уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство. Верувам дека Македонија и македонските компании ќе ги почувствуваат бенефитите од нивното представување во ова списание. Сега би сакал да ве поканам на еден скромен коктел. Благодарам.